Иако во некои атари на Кочанската котлина сидбата на оризот се уште трае, овие што први посеа сега се подготвуваат за примена на заштитни мерки против плевелите. Имено променливото време ја потикна вегетацијата на къндрата, просото и другите широколисни и теснолисни растенија во ризиштата. Поризопроизводителите се принудени да употребуваат засилено дозирани раствори од пестициди за нивно уништување. Тоа само по себе значи и поголеми издатоци за и без тоа скапите препарати. Во трговската мрежа во Кочани и околните населени места, пестицидите Рембоу и Клинчар во пакување од по 1 литар чинат по околу 3700 денари. Басаграмот чини 1000 денари за литар. Годинева се најавува примена на новиот германски пестицид Аура, кој ќе се продава по 9000 денари за литар, но засега останува неизвестна неговата примена. Според информациите кои ги добивме од теренот и пролетва, земјоделците ќе се определат да ги употребат пред се Рембоу, Клинчар и Басаграмот, кои на ова поднебје имаат најдолга традиција и даваат најдобри резултати. Па сепак, помеѓу оризопроизводителите има и скептични околу нивната ефикасност и сомневања во малверзација од страна на дел од трговците. Репроматеријалите, лазо да речеме дека са најзагрижувачи у дело на земјоделието, затоа што сееме, а не знаеме што ќе употребуваме, што се прска, да. И плюс скапи се. Еден од суштинските проблеми со кои се соочуваат земјоделците е некоординираноста при заштитата од плевели. Дел од производителите сами набавуваат препарати од Италија, Грција и Турција. Дури тоа го прават од домашни трговци преку земјоделски аптеки. Разедување се присутни и во термините, бидејќи додека едни се уште сеат, други прскаат од плевели, што ги намалува вкупните ефекти од третирањето. Но сето тоа им е добро позната приказна на земјоделците, поради што секој се снаоѓа како